Почитувани ученици, добре дојдовте на уште еден час во училница, повторно во прво одделение, на часот по македонски јазик. Јас сум наставничката Наташа Тодоровска од Основното училиште Георги Сугарев од Битол. Денешниот час по македонски јазик ќе го посветиме на гатанките, а кои се целите кои што треба да ги оствариме на овој час е да се охрабрите да дадете соодветен одговор на поставено прашање, да се поттикнете да се вежба помнењето преку интерпретација на гатанка, значи ќе научиме и да ја кажуваме гатанки, и да се поттикнеме да твориме гатанки. Првата ваша гатанка да успеете да ја измислите. Ајде да видиме што се тоа гатанки. Можеби некои уште сега се запрашувате што е сега гатанка. Прв пат ја го слушате овој поим, а некои, можеби и в градинка дечиња кои што биле, или можеби дома нивните баби, дедовци, мајки, татковци, им кажувале гатанки. А за сите што не знаеме, сега е време да се запознаеме. Значи, гатанката е кратка творба од која потекнува од нашето народно творештво, од устното народно творештво и се одржала до ден денес. Таа може да биде народна и авторска. Сега, што е разликата меѓу народна и авторска? Во народната не го знаеме авторот, велиме дека ја напишал, ја создал народот, ама кој човек, која жена, кој дедо, која баба, не знаеме. Туку се пренесувала од колено на колено, ние кажувале нашите баби, дедовци, мајки, татковци, и сега и ние сме ја слушнале. А кога ќе прашаме кој ја напишал, ќе кренат раменици. Вака ќе речат, не знаеме, само сме ја слушнале. Авторската, на неа веќе знаеме кој е авторот на гатанката, пишува под самата гатанка која ќе ја сретнеме во книгите. Инаку, гатанката е била многу популарна и во минатото, но и денес привлекува внимание, бидејќи гатанката деца има забавен карактер. Значи, ние денес со гатанките ќе пробаме да се забавуваме. Сега, само да видиме што е тоа гатанка пред да ги откриваме. Значи, гатанката е составена од два дела. Рековме дека е кратка творба. Во првиот дел што ќе го слушнеме се содржи прашањето, значи во вид на песничка, на строфа, а во вториот дел сушно значи го добиваме и одговорот, односно треба да го откриеме ние одговорот. Па ајде да започнеме. Гатанки, значи, ајде да поготуваме што кријат овие гатанки. Започнува. Преку цел ден преде, пресно млеко пие, глувците ги лови и крај печка спие. Сега јас прашувам, што е ова? Размислете, значи, преку цел ден преде, млекце пие, глувци лови и крај печката спие. Сакам веднаш пред да ја покажам сликичката да го слушна вашиот одговор. Тоа е маче. Значи, преку оваа строфа всушност ние откривме дека станува збор за маче. Одиме на друга гатанка. Слушајте внимателно. По земјата скока, по водата плива. Штом ќе даде штркот, бега како дива. Скока, знае да плива, ама се плаши од штрк, а тоа е зелената жаба. Еве како искока жабата. Откривме што се гатанки, песнички се, така? Меѓутоа, во песничката, која што ја слушаме всушност, ние треба да откриеме што се крие за незините во зборовите или во незините стихови. Ајде, одиме понатаму. Од сите животни, најтежок е он. Потежок е дури и од еден тон. Животно, тешко, потешко и од еден тон. Што мислите? Да, тоа е слон. И тежок е повеќе од еден тон. Оревчиња лешничиња, таа многу сака. По дрвјата скока без голема мака. И ние сакаме оревчиња лешничиња,
но таа си ги собира за зимница, а таа е нашата вредна врверичка. Значи, откривме 4 гатанки досега. Продолжуваме. Животинче диво со кожувче сиво. Кора, дрво, делка, многу сака зелка. Сакаме и ние зелка? Јадиме како салата? Да. Но ова е животинче кој што има сиво кожувче и многу сака да грицка морковче и зелка. Тоа е да, сладкото зајаче. Кога студи, кога роси, куќата на грб ја носи. Оклоп има многу здрав, не се плаши ни од лав. Хајде да видиме, размислете, кој животно со себе ја носи кукичката на грбот? Оклоп, многу здрав, цврст и не се плаши од лав. Размислуваме малце поголемо, значи ако мислите на полушавчето и тоа се носи кукичката на себе, но овој случај тоа е посилната желка. Долга црвена врвица, како река тече, житни зрна собира, низ поле ги влече. Да размислиме, дали учевме текстови каде што спомнувавме кој собира житни зрнца за зимата, за зимница и вредно работи. Ете, тоа е вредната мравка, значи овде мислиме на повеќе мравки. Тенка мрежа плете, најчесто во ќош, за комарци муви, тој е другар лош. Да размислиме, кој животинче плете мрежа, некаде таму во аголот од домовите или во нашата училница може да видиме мрежа во аголот. Па јакова мрежа, тоа значи не го прави ова разиграно пајаче. А пак сега хајде да видиме, вредна е ко пчела и секој ја фали, но најмногу внучињата сака да ги гали. Вредна како пчела, а многу сака внучиња и да ги гали, меси, кифлиња, зелничиња и кажува приказни. Тоа е милата и драга бабичка. Штом ке дојде пролет, од цветче на цвет, за децата збира здрав и сладок мед. Знаев дека брзо ке погодите штом го спомнавме зборот мед. Тоа е нашата вредна пчелка. Имам уште малку гатанки, па да видиме. Букви и бројки, пишува вредно. Најмногу жали кога ќе се смали. Ајде да видиме. Со што пишува букви и бројки, освен со нашето вредно раче, значи не може само рачето само да пишува, ако не земиме ние во рачето, меѓу нашите прстиња едно моливче. И сега тоа пишува и се шарка, меѓутоа со самото пишување, тоа и се троши бидејќи го режиме и се смалува. Со него може да зборува и детенце мало. Штом сврти неколку бројки и гласно рече ало, што е тоа? Погодувате така, тоа е телефон. И се приближуваме кон крајот на нашите гатанки, меѓутоа, ајде да видиме што ни кријат последните 2 гатанки. Крилја нема, ама лета. Штом ја шутнеш здраво, кош ке дадат, ке ти кажат, мило дете, браво. Значи, крила нема, ама лета. Штом ја шутнеш и кош ке дадеш и ке ти речат, браво. Така, тоа е кошаркарска топка. Во допир со вода пушта многу пена. Тоа е пример сегде на ред и хигиена. Со што одржуваме ние хигиена и што сапуни многу, значи многу кога ќе дојдеме, ќе ги наводениме нашите рачиња. Така, тоа е сапунчето со кое што многу треба сега да се дружиме. Сега, драги дечиња,
Ние досега говоревме за гатанки и откривме дека гатанките се песнички, кратки творби во вид на песничка, кои што кријат во себе некој одговор, а одговорот ние треба да го дадеме. Значи, ја читаме, ја слушаме внимателно, размислуваме што ли може да биде тоа што се кажува во она творба, во таа кратка творба. Овие творби што денес ви ги понудив се авторски творби од авторот Ненад Џамбазов. Еве ги книгите кои што јас уште од мала ги имам собирано и си ги читам редовно и ги споделувам и со моите ученици. Значи, проверете со вашите родители, може би се дел од вашата домашна библиотека. Па затоа да видиме кои активности би ги имале сега за домашна работа. Како прво, во слободното време, а го имаме многу, играјте погодување на гатанки со членовите на вашето семејство. А рековме, ако ги имате книгите во вашата домашна библиотека, може слободно да ги читате и со нив. Но, каде ќе најдеме гатанки кога сега не работат библиотеките? Па само да напишеме гатанки на Google, на интернет, малку да истражуваме и ќе најдеме голем избор на гатанки. Сега, од овие гатанки што ви ги понудив или од гатанките што ќе ги најдете, научете две кои најмногу ќе ви се допаднат. Значи, нека биде изборот ваш. Обидете се пак да измислите гатанка. Не е тешко. Размислете. Одберете некој предмет или некој животно и обидете се со игра на зборови да смислите и вие една гатанка. А потоа можете да ја кажете, а ние да погодуваме. Дечиња, ви благодарам на вниманието и се надевам дека сега научивте што се гатанки и ќе можеме да играме на следен час со гатанките. До гледање!